Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате 11-тиот дел од Книгата Исус во Индија. Оваа книга е напишана од Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам. Имам Мехди ветениот Месија, основач на Ахмадија муслиманскиот џемаат. निगाहों ने तेरे मुझ पर किया ऐसा फसोसा की Чесниот пратеник саллаллаху алейхи веселем рекол: луѓето кои се најмногу умилени во очите на Бога се гарибите. Кога го прашале што значи зборот гариб, тој одговорил: тоа се луѓе што како Иса, Месијата, морале да побегнат од својата земја за да ја зачуваат својата вера. Трето поглавје. Докази од медицинската литература. Ние најдовме вреден доказ во врска со спасувањето на Иса, Исус од крстот. Тоа е медицински препарат познат како Мархам и Иса или Исусовиот мелем, кој е забележан во стотици медицински книги. Некои од овие книги биле составени од христијани, некои од магите, дури и од евреите, а некои од муслиманите. Повеќето од нив се од дамнешни времиња. Истражувањата покажуваат дека и во почетокот, уште во времето на устното предание, препаратот бил нашироко познат. Дури подоцна бил забележен. Во времето на Иса Исус, набргу по распетието, на латински била составена книга, во која бил запишан овој рецепт, со список на лекарства, нивното дејство и употреба, и во истата било потврдено дека препаратот бил употребен за лечењето на раните на Иса алейхи селам Исус. Подоцна, ова дело било преведено на неколку други јазици, додека во времето на Мамун ал-Рашид било преведено и на арапски. Како се необични патиштата на Божјото создавање, што угледни лекари на сите религии, христијани, евреи, маги и муслимани, го запишале овој рецепт во своите книги и признале дека следбениците на Иса алейхи селам, Исус, го подготвиле токму за него. Проучувањето на најразлични списоци на лекарства покажува дека овој рецепт бил делотворен кај повреди добиени од удар или пат, бидејќи моментално го сопира крварењето и со оглед дека содржи мирх, раната не може да се инфицира. Мелемот исто така е користен и во лечењето на чума. Добар е за чиреви и најразлични гнојни рани. Меѓутоа, не е јасно дали овој мелем бил подготвен од самиот Иса Исус по Божјата објава, откако го поминал мачењето на крстот, или бил подготвен по советувањето со лекарите. Одредени состојки во лекот имаат посебно дејство, особено мирх, мирис на смола, кој исто така е спомнат во Тевратот. Во секој случај, со употреба на овој мелем, раните на Иса алейхи селам Исус биле залечени за неколку дена. За 3 дена тој доволно закрепнал, што бил во состојба да помине пеш од Ерусалим до Галилеја. Во врска со делотворноста на овој мелем, доволно е да се каже дека додека Иса алейхи селам Исус ги лечел другите, овој препарат го излечил него. Постојат повеќе од 1000 книги кои го забележуваат овој факт. Би било преопширно сите да ги споменеме. Освен тоа, рецептот е популарен меѓу докторите кои ја употребуваат грчката медицина и нема потреба да ги спомнувам насловите на сите тие книги, но во наредниот текст ќе наведам неколку наслови кои се овде достапни. Листата на книги кои го содржат рецептот на Мархам и Иса и тврдењето дека мелемот бил подготвен за раните на Иса Исус. Канун од Схейк ул Раис, том 3, страна 133. Сарах ал Канун од Алам Кутуб Уддин Схирази, том 3. Камил ус Санаах од Али бин ал Абас ал Мојоси,
том 2, страна 602. Мајмуах ал-Бакаи од Махмуд Мухамед Исмаил Мукхатиб од Каан, познат како татко на Мухамед Бакаа Кан, том 2, страна 497. Тазикирах ул Албааб од Сейк Дауд ал-Зареер ал-Антаки, страна 303. Карабадин и Руми, составена од прилика во времето на Иса алейхи селам Исус и преведена во време на владењето на Мамун ал-Рашеда, на арапски кожни болести. Умдат ул Мухтај од Ахмад бин Хасан ал-Рашеди ал-Хаким. Во оваа книга Исаовиот мелем и други препарати биле забележани во 100, а може би и во повеќе од 100 книги, а сите овие книги се на француски јазик. Ова се само неколку примери. Научниците, посебно лекарите, добро знаат дека во дамнешните времиња под муслиманска управа повеќето овие книги се употребувале како учебници во важните центри на образование, каде дури и луѓето од Европа доаѓале на студии. Факт е дека во секое столетие постоеле милиони луѓе кои биле запознаени со овие книги. Стотици илјади ги проучувале темелно од почеток до крај. Со сигурност можеме да докажеме дека не постои ниту една личност меѓу учените луѓе на Европа и Азија, а да не ги познава барем некои од наведените книги. Кога Шпанија, Хиспанија, Кастмонија и Шантрин биле центри на образованието во класичното дело на медицината на Бу Али Сина Авицена, исто така бил изложен рецептот на Иса, Махрам и Иса, а и другите дела, како што се Шифа, Ишарат и Башарат за наука, астрономија и филозофија, биле ревносно изучувани од европејците. Исто така, користени се како учебници и оригиналните дела на зналци како што се Абу Наср Фаараби, Абдурахаин Израел, Табит бин Куријах и Хунаин бин Исак и така натаму. Како и нивните преводи на грчки класици, и денес во Европа постојат преводи на нивните дела, бидејќи муслиманските кралеви биле заинтересирани за напредокот на медицината. Тие се снабдувале со преводите на значајни грчки дела. Хилафет долго време останал во посет на овие кралеви, кои повеќе посакувале да го шират знаењето одошто своето кралство, и затоа дале на арапски да се преведат не само грчките дела, туку исто така ги повикувале учените луѓе од Индија да им ги преведат медицинските и други дела и великодушно ги наградувале. Според тоа, еден од најголемите долгови кои трагачите на вистината им го должат е тој што тие добивале преводи од латински и грчки класици на медицината на арапски јазик, кои содржале рецепт за Исусовиот мелем, кој го покажува и забележува готово како епитаф фактот дека мелемот бил подготвен за лечење на раните на Иса Исус. Кога учените луѓе на исламското доба, како што се Табит бин Куријах и Ханин бин Исак, кои освен во медицината, филозофијата и други науки биле упатени во грчкиот јазик, ја превеле Карабаден книгата со список на лекарства, Фармакопоеа, која ги содржи деталите за Исусовиот мелем, Мархам и Иса. Тие биле доволно мудри да грчкиот израз схалик, што значи 12, не го преведат на арапски, како посетник дека книгата била преведена од грчки. Поради тоа, терминот схалик се уште се наоѓа скоро во сите книги. Исто така, вредно е да се забележи и фактот дека, иако старите монети биле корисни во решавањето на големите тајни на историјата, древните книги, кои им биле познати на милиони луѓе низ вековите и кои биле изучувани како учебници во важните центри на образование и кои и ден денес се употребуваат, 1000 пати се повредни од монетите и надписите. Во случај на монети и надписи секогаш е можна подвала. Научните книги кои од времето на нивното составување им биле познати на милиони луѓе
и кои биле сочувани и заштитени од сите непријатели и кои и ден денес се надгледуваат и чуваат, се многу повреден доказ од монетите и надписите. Може ли некој да наведе име на некоја кованица или надпис кој постигнал таква популарност како канонот на медицината од Бу Али Сина, Авицена? Накратко, мелемот на Иса, Мархам и Иса, за трагачите по вистината, представува многу важно сведоштво. Ако него го одрекнеме, тогаш сите останати историски сведоштва би ја изгубиле својата веродостојност. Книгите кои содржат наводи за мелемот на Иса, Мархам и Иса, ги има околу 1000, а може би и повеќе од 1000. И овие книги и нивните автори им се познати на милиони луѓе. Ако некој не го прифаќа овој очигледен, јасен и строг доказ, тогаш мора да не ги прифаќа и останатите историски докази. Може ли да му се опрости на некој кој занемарува вака силен доказ и може ли некој да се сомнева во вака неспорно сведочење, кое во целост ја вклучило цела Европа и Азија и кој е резултат на здружените сведочења на популарните еврејски, христијански, персиски и муслимански филозофи? О духу на истражувачите, поитајте да го прифатите ова величествено сведоштво. А вие, судии, послушајте, размислете за овој предмет, зарем овој светол знак не вреди да му се свртите? Зарем за нас не е право да ја бараме светлината од оваа вистина, која е посветла од сонцето? Безсмислено е и невозможно сомневањето дека Иса алейхи селам, Исус, се здобил со било какви повреди пред добата на пратеништвото или во времето на пратеништвото, а не како резултат на распетието. Едноставно, безсмислено е да се каже дека неговите раци и нозе може би биле повредени поради нешто друго, дека може би паднал од покривот и дека мелемот бил подготвен за лечење на такви повреди. Тоа е невозможно, бидејќи пред времето на пратеништвото тој немал следбеници, а мелемот зборува за следбениците. Зборот схалиха, што на грчки значи 12, останал содржан во овие книги. Освен тоа, пред времето на пратеништвото, Иса алейхи селам, Исус, не бил сметан за доволно важен за случките од неговиот живот да бидат сочувани. Неговото пратеништво до распетието трајало само 3 години и во текот на ова време, според историјата, не е забележена никаква несреќа или повреда, освен повредите од крстот. Оној кој мисли дека е можно дека Иса алейхи селам, Исус, овие повреди ги здобил од некоја друга причина, должен е да донесе доказ за тоа, бидејќи случувањето на крстот, на кое ние се повикуваме, е докажан и втемелен историски факт. Ниту евреите, ниту христијаните тоа не го одрекуваат. Идејата дека Иса алейхи селам, Исус, со повредите се здобил поради нешто друго, исто така не е докажана од историјата на било кој народ. Ваква идеја да се задржи намерно е оддалечување од вистината, но доказот кој ние го предочивме не може да биде отфрлен со вакви беззначајни приговори. Овие ракописи постојат дури и денес, и што се однесува до мене, јас исто така поседувам прастар, со рака пишуван канон од Бу Али Сина. Затоа било би нечесно и би значило одрекување на вистината, ако се отфрли вака светол доказ. Размислете повторно за ова и замислете се длабоко. Овие книги се уште ги поседуваат евреите, магите, христијаните, арапите, персијците, грците, римјаните, германците и французите. Тие исто така можат да се најдат во старите библиотеки во Европа и Азија. Дали е добро да му го свртите грбот на доказот, чиј сјај го заслепува одрекнувањето? Ако овие книги биле составени само од муслиманите и ако единствено биле во рацете на следбениците на исламот, може би ќе имало такви кои веднаш би заклучиле дека муслиманите ги фалсификувале овие факти и ги ставиле во своите книги со намера да ја напаѓаат христијанската вера. तो सर में
साकी तो सर में है जुनो साकी. Денес го завршивме 11-тиот дел од книгата Исус во Индија. Еселаму алейкум.